Почитувани представници на медиумите, граѓаните на општина Гевгелија, заедно со поголемиот број граѓани кои излегоа на вчерашниот прв круг од изборите за председател на Република Македонија, недвосмислено покажаа дека има огромна разлика меѓу политиките на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Таа разлика во бројки е очигледна. За кандидатот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓе Иванов, гласале 449.068 граѓани, а за кандидатот на СДСМ, Стево Пендаровски, гласале 326.133 граѓани. Разликата е огромна, односно над 123.000 гласови во корист на Ѓорѓе Иванов. Во нашата општина Гевгелија, пак резултатот е стандарден и сличен на резултатите од минатите локални избори. 8.065 гласови доби Ѓорѓе Иванов, кандидатот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за повторен председателски мандат, а кандидатот на СДСМ, Стево Пендаровски, доби 6.016 гласови. Во бројки разликата е над 2.000 гласови. Со ова, вие граѓаните на општина Гевгелија, уште еднаш докажавте дека можете точно да ја препознаете разликата. Разликата меѓу оние политичари кои посветено работат, оставаат огромен број на дела зад себе, кои се честни, одговорни и отчетни. За разлика од политичарите на СДСМ, кои се служат со навреди, лаги, немаат јасна програма, ниту визија, нудат само празни ветувања и кои не се грижат за националните интереси на Република Македонија. Како председател на Општинскиот комитет на ВМРО, ДПМН од Гевгелија, би сакал јавно да ја искажам благодарноста кон сите вас гевгеличани, кои го дадовте својот глас за кандидатот за председател од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓе Иванов, да ви ја честитам оваа голема победа и да ве повикам на 27 април уште помасовно да излеземе и на вториот изборен круг за председател на Република Македонија и на предвремените парламентарни избори. Со вашите гласови, дадени за Ѓорѓе Иванов, за иден председател на Република Македонија и за пратеничката листа на ВМРО, ДПМН, предведена од господинот Зоран Ставревски во 4-та изборна единица, на 27 април уверен сум дека сите заедно ќе извојуваме голема двојна победа и што е уште поважно, ќе освоиме 62 пратенички мандати во идното собрание на Република Македонија. Со овие резултати од вчера, поголемиот број на гевгеличани испратија две јасни пораки до само бендисаните политичари од СДСМ. Првата е дека не веруваат ниту во нивниот председател Зоран Заев, ниту во неговите најблиски соработници, кои очигледно сосема го изгубиле компасот и допирот со реалноста и на кој демек народот им бил виновен за слабиот резултат на вчерашниот изборен ден. Наместо вината да ја побараат во самите себе си и своите лоши политики, тие го поценуваат својот сопствен народ и неговата мудрост. Затоа, на вчерашните избори, тој ист народ јасно им кажа што мисли за нивниот застарен и надминат концепт на водење на една држава како што е Македонија. Втората порака е дека мнозинството гевгеличани веруваат и имаат доверба во политиките на ВМРО, ДПМН, кои даваат резултати на сите полиња, како во општина Гевгелија, така и во Република Македонија. А тоа гевгеличани умеат да го препознаат и да го наградат. Затоа верувам дека и на 27 април гевгеличани ќе гласаат во голем број за продолжување на започнатите реформи, за нови проекти, за отворање на нови работни места, нови инвестиции, за решавање на реалните проблеми во секојдневното живење, за остварување на нашата заедничка цел, изградба на просперитетна, богата и сигурна Република Македонија. Ке гласаат за политиките на најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. На крајот, би сакал да ве поканам на утрешниот голем народен митинг на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија на градскиот плоштад во 20:30 часот и уште еднаш да докажеме дека гевгеличани знаат да направат разлика, затоа што има разлика. Исто така, во пресред на еден од најголемите христијански празници, Воскресението Христово Великден, во мое име и во име на сите членови на ВМРО, ДПМН од Гевгелија, вам и на вашите фамилии да ви посакам многу здравје и лична среќа и да посакаме да бидеме сите заедно на овој голем ден сплотени во љубов, единство и разбирање. Ви благодарам.